Сега се селиме во третото, последно секако за оваа втора сезона линковско вклучување на Марија, а потоа имаме изненадување јас и Нено во продолжение на утринска на Телма, затоа ве потсетуваме да останете заедно со нас се до 11 часот. Марија веќе веројатно подготвена си заедно со својот соговорник Ѓорги Самарџиев, инстант вегетативни гајбички за екстензиски кровни градини. А ако добро прочитав, тоа е темата на денешното трето линковско вклучување. Така е, Ката, добро прочета, имено се наоѓаме во фоја, можете да забележите прекрасно зеленило позади мене. Темата ни е кои се бенефитите од кровните градини и секако ќе позборуваме за инстант вегетативните гајбички кои што се наменети за екстензивни кровни градини. Повеќе за овој производ и за бенефитите, како што напоменав, ќе ни открие мој денешен гостин Ѓорги Самарџиев. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро до сите гледачи на Телма телевизија. Кои се бенефитите? Да започнеме со Да. тоа. Кровните градини од поодамна веќе се застапени кај нас, меѓутоа не сме радосни бидејќи не се во поголем број да ги погледнеме. Меѓутоа сведоци сме дека во околу некои згради во градот и во натрешноста, значи имаат кровни градини. Кои се бенефитите? Првенствено да почнеме од тоа дека самиот објект има додатна вредност. Секој објект со традиционален, конвенционален кров, зависно од дизајнот го цениме. Меѓутоа секој пат кога ќе видиме и забележиме објект кој што има кровни градини или на терасите има преовладува зеленило, едноставно вредноста на самиот објект е зголемена. Да не кажам дека сите оние идни корисници на таква површина или таков простор, првенствено тие простори секој пат се продаваат многу поскапо и секој пат интересот за тие површини е многу поголем. Тоа што е многу важно за градот, за сите нас, во случај на интензивни врнежи од дожд, каде што дождовницата преку крововите инстантно преку улуците се слева и завршува во канализацијата, таа често бива преплавена и ја имаме водата на улицата. Кровните градини делуваат како бафер, значи тие имаат својство да задржуваат дури 70-80% од дојдената вода, зависно од висината на супстратот, и постепено во рок од 24 до 48 часа, значи во тек 1-2 дена, таа вода да биде постепено редуцирана до атмосферската канализација. Доколку имаме еден град или населба каде што имаме кровни градини, барем 50% и повеќе од наспроти конвенционалните, нема никој пат да имаме случај преплавување на водените површини како резултат на екстремни врнежи од дожд. Има повеќе. Втор момент е тоа што ја заштедува енергија на самиот објект, од аспект на енергија потребна за грејење, за ладење на просториите, бидејќи практично делува како изолатор на кровот. Го прочистува воздухот, задржува огромно количество на прашина, која што доколку падне прашината на керамида или на лим, нема својство таа да задржи, а вака благодарение на текстурата на самите растенија и супстратот, таа прашина бива задржена. Од аспект на тоа што добро познато и сите го велиме, таму кај што има вегетација има чист воздух, го поддржува биодиверзитетот, значи дом за идни птици, инсекти, значи се она што е важно. Кога исто говоревме за додатна вредност, секој рамен кров каде што имаме некаква кровна градина, виднина е место, дали станарите, дали посетителите, има место каде што пријатно каче за одмор и релаксација. Го зголемува векот на самата изолација, бидејќи во исто време ја заштитува од екстремни климатски влијанија, топло, ладно, жешко, директно сонце, значи има влијание и на самата кровна изолација. Доколку сега е во тренд да се поставуваат фотоволтаични панели, доколку тие истите бидат поставени на површина од кровно зеленило, ефикасноста нивна е поголема, бидејќи површината на која што е поставена не е премногу загреана. Тоа што исто е важно за целата населба, за микроклимата.
50 и повеќе посто од сончевите зраци ги акумулира, ги впива. Многу малку, значи околу 30% светлина се одбива од зеленилото. Тоа да не кажеме, нели, ако сакаме да се разладиме, обично одиме во парк, во шума каде што има сенка и ладовина. Зошто? Бидејќи самите растенија за да преживеат на топло, транспирираат, испуштаат водена парија и автоматски таму воздухот е посвеж, поладен. Сите тие повеќе парчиња, нели, сите ние верувам ќе се радуваме еден ден доколку видиме Скопје како град на кровни градини, каде што барем 50% од идните кровни градини би биле со зеленило. Ја верувам незначително, меѓутоа неколку степени температурата во посебно во вечерните часови ќе биде пониска благодарение на зеленилото кое што би го задржали. Тоа дефинитивно не треба во овој летен период. Да, бидејќи практично се повеќе зелени површини ни биваат заробени, нели, трајно од секакви урбани зданија кои практично од ден во ден ги има се повеќе, а за сметка на зелените површини. Така да мора да најдеме начин или субститут, дали ова ќе влезе во некоја законска легислатива во иднина, сите инвеститори на стамбени деловни објекти, дека кровните градини мора да завршат со зеленило, со кровни градини, на некој начин како минимална компензативна мерка за просторот кој што е трајно заробен под урбано здание. Да не кажам дека, нели, сите ние како жители ќе имаме бенефит од сето тоа. Дефинитивно по овие сите бенефити кои што ги напоменавте, верувам дека и тоа ќе се оствари на некој начин, а најубав дел ми беше она што убаво напоменавте дека на некој начин ќе ни биде катче каде што ќе можеме да седиме и ќе имаме убава атмосфера. Сакам да напоменеме чисто за гајбичките, дали е лесна монтажата, како функционира, да покажеме? Да, значи ова е македонски производ развиен пред 1,5 година со поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој. Може да покажуваме. Да. Ова е празна гајбичка, може да види камерата, значи имаме делови, овие се чашки кои што имаат својство да ја задржуваат еден дел од водата, во исто време делува акумулативно. Ребрата кои се позади, значи делуваат перфектно да вишокот вода непречено да може да дојде до одводите, значи затоа ги велиме дренажно акумулациони, задржува една количина на вода, а остатокот го дренира. Овие истите се исполнуваат со вулкански камчиња и потоа доаѓа супстратот. Висината на овие гајбички е 10 сантиметри и тоа е што е добро, проектирани се, направени се за лесно да се составуваат една со друга. Како се спојуваат самите модули? Значи, токму затоа се направени, нели, и овие џепчиња со јазичиња да практично многу лесно, значи една со друга, значи се спојуваат. Доколку тие се спојуваат по должина, меѓутоа доколку е потребно и завршува поинаку, значи проектирани се, значи еден дел може да се спојуваат, значи и по хоризонтала и по вертикала, и по должина и по ширина. Ова е вака полесно кога одива. Ако не може од едната, од другата страна, како и да ќе може. Вака е полесно и вака практично е, вака треба. Значи, ова е тој систем што превенира, овие јазичиња и отвори кои што се оставени, се евентуално оставени за поставување на црево капка по капка, бидејќи за разлика од европските кровни градини, кровните градини во Македонија, независно дали станува збор за екстензивна кровна градина, на оваа на која што стоиме, кои што бараат многу помалку и поминимално одржување наспроти конвенционалните, неопходно е систем за полевање. Значи, неопходно е да имаме полевање, тоа подразбира во летниот период, нели, дали тоа ќе бидат спринклери, дали тоа ќе бидат црева капка по капка, неопходно е минимум 3 до 4 пати неделно, повремено, известна количина, од 3 до 5 литра по метар квадратен, да бидат полевени. Тоа станува збор, значи, за екстензивните кровни градини. Кога станува збор за конвенционални, како што ги имаме во дворовите, со тревник, со грмушки, со растенија, со помали дрвја, таму полевањето во текот на летниот период е секојдневно, некој пат дури 2 пати во текот на денот. За крај уште да напоменаме за каков вид на зеленило, односно какви видови на растенија се наменети. Да, конкретно овие гајбички се наменети директно за перени од
од родот 7 различни видови, значи различни вариетети. Што е нивната карактеристика? Споро растат, ниско, полегнато, минимални се од аспект на почвените барања, издржуваат подолг сушен период, дури без вода, поднесуваат екстремно директно влијание, нели, на интензивно влијание на сончева светлина и нивното одржување од аспект на косење и плевење минимално, тоа подразбира барем еднаш месечно, доколку имаме ваков тип на кровна градина, неопходно е и потребно е да имаме некакви сервисни градинарски услуги во градината. Единствено, тоа го напоменуваме како мана, ако може да се рече мана, наспроти сите бенефити кои што ги имаат кровните градини, дека неопходно е повремено одржување на истите. Секако за се треба одржување, така и за ова. Ви благодарам многу што не пречекавте овде и што не ги откривте овие информации. Благодарам на вас. Се надевам со внимание слушавте и секако го привлековме вашето внимание за овие екстензивни гајбички, а секако за крај овде последно вклучување од лица место за оваа сезона ќе им посакам на гледачите, сите оние кои што си уште не отишла на летниот одмор, убаво лето, убав помен на самиот одмор и секако со повеќе внимание да не гледаат во наредната нова сезона.